Во богатата и бурна историја на македонскиот народ значајно место му припаѓа на градот Битола. Развитокот на овој град низ вековите па се до денеска нашол одзив бил отсликан во голем број песни, со што со право се нарекува најопеан град. Битола има богата музичка традиција. Во втората половина на 18-тиот и првата половина на 19-тиот век се јавуваа така наречени маалски и домашни мандолински оркестри кои најчесто изведувале традиционална музика. Кон крајот на 19-тиот и почетокот на 20-тиот век, поради економскиот развој на градот почнале да се купуваат инструменти, и тоа пијана, виолини, цитра и други музички инструменти, а со тоа се создала можност за организирање на јавни концерти, што не било реткост ни широк сокак да се слушне музиката на Бетовен, Бах, Моцарт и други класици. Во ова време се повеќе била популарна и хорската музика. Крајот на 19-тиот и почетокот на 20-тиот век по Битола действувале повеќе познати хорови. Затоа кога зборуваме за Битола како музичко милје, не се мисли само на фолклорот, туку и воопшто на се што е врзано со музиката како уметност. Се она што останало во Битола до денес има длабоки корени во битисувањето на нашиот човек, на неговиот неоспорен талент, виден и чуен кај безимените, но и познати творци, композитори, пеачи, вокални и инструментални изведувачи и сите оние кои имале препознатлива врска со музиката како духовна потреба на непрекинат опстанок. Имено на 17.2.1947 година, со одлука на тогашната народна влада на Република Македонија во Битола започна со работа нижото музичко училиште. Со тоа се оствари сонот на многу битолчани, нивните деца кои сакаат музиката да почнат да изучуваат во рамките на школскиот систем, така како што правел развиениот свет. Се започнало само со еден клавир, 2 труби и неколку виолини во просториите на женското занајчиско професионално училиште. На вториот кат, каде што првиот управител Велко Петровски Паскали и неговите колеги Елпида Христиди, Елисавета Савченко, Афродита Караджик, Михајло Мајковски, Ѓорги Османли, Никола Савченко, Таки Хрисик, Методија Светиев, Милан Спиридонов ги одржаа првите часови, со што официјално започна организираното музичко образование во Битола. Првите педагози започнале со скромни и тешки услови, но со голем ентузијазам и љубов, своето знаење да го пренесат на учениците чија бројка не е за потценување. Вкупно 148 во таа прва година на постоење. Учениците станале дел од музичкиот и културен живот на градот. По 12 годишно работење, музичкото училиште се преселува во просториите на Радио Битола, каде за првпат се донел концертен клавир. Ако одам во Битола. Динамичниот развој, големиот интерес, напредокот и реномето што го стекнува нижото музичко училиште доведува до формирање и на средно музичко училиште во 1962 година со новите педагози и тоа Василка Куновска, Роза Симјановска, Павлина Сидовска и Кирил Македонски. Вистински подем доживува во наредната 1963 година, кога доаѓаат првите дипломирани пијанисти, и тоа Милица Шперовик, Јасминка Чакар, Јелица Митревска, како и високообразовните кадри Михајло Николовски, Петар Сидовски, Димче Стојановски и уште многу други кои со нивните помлади колеги се неразделен дел од 70 годишната историја на музичкото училиште. Третата генерација професори која е дел од оваа музичка историја ги спојува Мимоза Вршкова, Људмила Божиновска, Сонја Илиевска, Снежана Марковска, Панде Талевски, Пеце Митревски, Маргарита и Панде Татарчевски, Ванчо и Мери Стоилкови, Христина Трајановска, Христаки Наумовски, Кирил Петков, Роза Блажик, Јонче Кјузев, Блашка Коцева, Боби Коминовски. Музичкото училиште во Битола почнало да работи одма после војната, значи 46 година.
но верификацијата ја добива 47 во февруари месец. Од тогаш до сега, од верификацијата, изминаа 70 години. Низ нашето училиште во тие 70 години поминаа многу ученици. То многу ученици може би звучи непристојно, затоа што ако кажеме бројката на матурирани средношколци, некаде околу 1000 ученици, поточно 980 и некој ученик матурирале до сега во средното, а во основното немаме точна евиденција, заради тоа што основното од секојаш не успевале до крај да го завршат од најразличити причини тие што се запишуваат сите ученици генерацијски, но некаде околу меѓу 4 и 5000 ученици поминале низ основното училиште до сега. Сите овие години на наше задоволство, секако и тоа ни е основна цел, да создаваме музичари кои денес и во минатите години биле дел од нашите два професионални ансамбли, односно Македонската филхармонија и Македонската опера и балет. Во операта секако таму имаме бројни солопеачи кои биле солисти на операта. Во најразличити времиња тие се истакнувале и поединечно како пеачи надвор од нашата држава, како соло пеачи, како оперски пеачи. А оркестранти се многу, не можеме да ги доброиме. Постои мислење општо дека и меѓу тие ансамбли таму од Битолчани не можат глава да кренат, затоа што се сварно бројни, но таа не е основната цел. За Солуна, за Стамбола, Битола не дава. Битолското музичко училиште се покажа како расадник на одлични музичари, инструменталисти, теоретичари, хористи, солисти, професори. Многу нивни ученици денеска се оркестранти во операта или филхармонијата, работат како наставници или на друг начин се посветени на музичката уметност. Па меѓу уметничките музичари, оние кои се бават со така наречената класична музика, ги имаме од композитори, диригенти, некои поистакнати од солистите, би можебе многу никогаш не сакам да споменувам имиња, затоа што по правило ќе заборавам некој што стварно е значаен за нашето училиште и издегол од овие клупи. Но ајде да спомниме неколку позначени имиња, меѓу кои ево на овие постарите генерации би се сетиле на Кирил Македонски кој ја напиша и првата опера, Македонска национална опера, Михајло Николовски, од помладите, нели, Тоде Новачевски е исто човек кој во моментот не е ни во Македонија долго време, Сони Петровски од помладите композитори. Исто така имаме и композитори кои се бават со популарна музика, ево ќе ги спомниме од Славе Димитров преку Кире Костов па до Николче Мицевски кој исто се занимава со таква. Тоа не значи дека нема и други кои не се бавеле со таа работа. Меѓу истакнатите инструменталци секако тука навлегуваат многу кои кажав дека се оркестранти, ево да спомниме и пианисти, дека имаме доста пианисти меѓу првите генерации кои учеле во нашето училиште и станале професионални пианисти и толку време се бавеле со таа работа и едуцирале млад кадар на факултетот за музичка уметност, тогаш само во Скопје го имаше.
Јасминка Чакар, да кажеме, Милица Шперовиќ Рибарски е исто наша ученичка, меѓу кои и тие на почетоците работеле по 4-5 години тука. Од покасните генерации, да кажеме, нивни ученици кои биле, би ја спомнал Мери Кавкалева Стоилкова, Маргарита Татарчевска, па до некои од помладите ги имаме бројни сега во моментот, да не ги спомнувам, затоа што некој ќе спомнам, некој нема да го спомнам, а тоа е редица на имиња. Mladost milo ke si spominja. Дека Битолското музичко училиште е расадник на таленти, доказ и многобројните нивни ученици, кои денеска се познати естрадни уметници во државата и надвор од неа, а некои се на пат да станат големи уметнички звезди. Za Soluna, za Stambola, Од нашето училиште изагуват секако, тие се, ние ги едуцираме музички, а понатаму каде ќе се одлучат и каде ќе го најдат своето конкретно занимање во рамките на музиката, зависи од самите нив. За жал не поисповедуваат многу често со дека ние произведуваме само популарни пеачи и свирачи, затоа што било кој оркестар или не знам како ги нарекуваат овие состави што ги има во Македонија, во Битола особено, не може да не најдите некој кој поминал низ нашите клупи. Потоа некои веќе успеваат на естрадата да се пласираат така добро, почувајќи од првите генерации, пак да го спомнаме, од Славе Димитров, кој е еден од првата генерација што завршил кај нас. Дури е првиот човек кој е запишан, првиот ученик кој матурирал во музичко училиште, во главната книга за матурски испити, е првиот во список ставен. Па до редица естрадни уметници кои, ето, ја представуваат и Македонија надвор, од рамките на Македонија, меѓу кои, ево, секако дека не може да го исклучиме Тоше Проески, кој најмногу не пласираше во таа насока. Ги има многу, од Ламбе, на концертот видовме дека настапија Владко, Каролина, Апостоловски Виктор од помладите, ги има многу ги има стварно. Нашиот пазар е толков, тие успеваат да се пласираат толку колку што можат, некои повеќе, некои помалце, но ние сме горди секогаш кога ќе видиме дека некои од нашите ученици успеваат и во таа бранша. Големиот јубилеј 70 години од основањето на Државното музичко училиште во Битола го сплоти на едно место нивното големо музичко семејство, и тоа Државното музичко училиште, Македонската опера и балет, Македонската филхармонија, Факултетот за музичка уметност Скопје. Овој јубилеј беше одбележан со голем концерт во големата сала на Центарот за култура, за кој се бараше место повеќе. За истиот беше формиран специјален симфониски оркестар со 65 оркестранти од различни генерации кои свиреа по диригентската палка на Сашо Татарчевски, заедно со 100 хористи, исто така нивни ученици, студенти и наставници кои учеле во училиштето, како и солистите Игор Дурловски баритон, Билјана Јосифов сопран, Николина Јаневска алт и Никола Стојчевски тенор, кои го изведоа четвртиот став од 9-та симфонија на Лудвиг ван Бетовен. Со околностите кои што ги имавме и склопот на учесници кои што треба да настапат во едно вакво дело, тоа да се спои за многу кратко време, за 3 дена,
Меѓутоа, енергијата која што од секогаш постоела во Битола, особено кај младите луѓе од средното училиште, меѓутоа и кај сите колеги кои што дојдоа од Скопје заедно со мене, од членови на филхармонијата, на операта, поранешни наши ученици од музичкото училиште, знаев дека можеме да направиме еден ваков подвиг и го видовте концертот, јас сум исклучително задоволен од изведбата. Ова е четвртиот став на 9-та симфонија Бетовен, едно од најкомплексните дела за изведба кога станува збор хор, солисти и оркестар, таа комбинација, со многу тешки делници на хорот. Честитки на колешките од музичкото училиште кои што работеа со децата, односно со учениците од музичкото училиште. Дел од студентите кои што се сега кај мене во Скопје во хорот, поранешни ученици од Битола, исто така учествуваа, меѓутоа и многу колеги, професори, професорки и поранешни професори и ученици во музичкото училиште до возраст од 68 години. Така што навистина еден извонредно интересен склоп на луѓе, но со една убава организација и енергија успеавме за неколку проби да го направиме, можам да кажам, за многу луѓе, она што мислеа дека е невозможно. Твојот лик, јас го сонам како икона. На концертот по повод јубилејот 70 години Државно музичко училиште во Битола, неизбежно беше да се спомени македонската музичка легенда Тоше Проески и да се потсети на неговата музика со еден од неговите најголеми хитови. Во чест на поранешниот ученик во Државното музичко училиште Тоше Проески, Денис Димовски ја испеа песната Тајно моја, која наскоро ќе биде изведена и во истоимениот мюзикал. Свати што си ти, тајно моја, звезда брака, да те повика. Ништо не сменето, шушка молика. Темно е, тајно моја, во душа, светот што имам заложив да ти пеам под пенџери. Си уште сама, дали тагуваш, дали исто чувствуваш. Морав да ги дофатам сите висини на светот, за да се пак откријам што ми значиш ти. Дојдов пак, тајно моја, звезда праќам да те повикам. Ништо не сменето, шушка молика. Тајно моја, во душа, светот венери, се што има заложив да ти пеам под пенџери.
На големиот концерт настапија и поранишни ученици кои се занимаваат со популарна музика, односно Владко Лозановски, Димитар Андоновски и Каролина Гочева. Ке ти испратам вратка сози берени, што по тебе либе мислеани, да си измиеш со ниво кон неверно, за да видиш кој те љубел искрено, колку сакам да не те сакам и само да не те молам. Многу се изненадив и дека се сетиле, дека тука сум учила нижо музичко и драго ми е што сум и јас дел од музичарите кои излегле од баш од клупите на музичкото училиште од Битола. Спомнав и пред малку дека еден куп имиња, многу значајни имиња за македонската музика, ги направиле своите почетоци баш, ги стекнале основните знаења баш во ова музичко училиште и многу ми е мило што еве јас сум дел од нив. Така, како се сеќаваш ти на тие училишни денови кога се едуцираше токму во основното музичко училиште во Битола? Па добро, тогаш одев паралелно со регуларното основно училиште, тоа ми беше како дополнителна настава. Па не знам, да, добро, имав од секогаш сум сакала да се занимавам со музика. Со голема љубов се запишав на, не знам кога бев прво оделение, мислам, веќе по припремно на музичко и меѓутоа, не знам, за жал не продолжи после тоа во средно, од денешна дистанца ми е малку жал. Меѓутоа, не знам, во тие години вајде најбитно тие кадети од другарите и затоа се запишав во општа гимназија. Не знам кога би можела да се вратам назад, можда би продолжила во средно музичко. Стварно не сам големо. Бе му благодарам на директорот на музичкото училиште Василчо Пецаковски, што се сети да вметне и малце поразличен дел музички во самата програма. Ете конкретно, нели јас, Владко и Каролина бевме дел од онај забавен, нели забавен дел од самиот јубилеј. И многу ми е мило што на вистина музичкото училиште
направи една голема организација за овај 70 годишен јубилеј. Толку многу, нели, хор, оркестар се собра и навистина се одбележа на еден одличен начин. Така ќе те навратам неколку години наназад, кога токму ти беше дел од музичкото училиште во Битола, како се сеќаваш ти на тие дена? Па мора да ти кажам дека тие денови за мене се оние денови кои што никогаш нема да ги заборавам во мојот живот, затоа што сите спомени се баш врзани за тоа училиште. И не само спомените, и целото знаење музичко што го имам, можам слободно да кажам дека 90% знаењето музичко ми е баш од музичкото училиште во Битола. Сентиментално сум врзан за училиштето и баш ми е драго што еве значи се направи ваков јубилеј и ќе посакам во иднина кога се прават вакви јубилеи да бидат традиција, да бидат уште поголеми и уште повеќе елан да има за да се прават и да се одбележуваат. Погледни ме, дали гледаш во мене, човек што би дал баш се само за тебе. Погледни ме, ќе го видиш твојот сјај, моите очи не знаат да лажат, знаат. Ti, kako tebe nema druga, kako tebe nema druga, do mene ќе те чувам секога. Искрено ми е задоволство што бев дел од посебно од програмата, иако некој чувствувам некоја одговорност, некоја тежина дека баш треба да се појавам на таа бина, но сепак тоа беше позитивно чувство пред се. Ми се вратија некои спомени кои што сум ги поминувал баш во средното музичко и мислам дека средното образование за секој го станува белег за цел живот, така и кај мене исто така. Ми е чест што се и задоволство што се гледам со не само мојата генерација, туку и неколку и пред мене и после мене генерации кои што учеле во тоа средно музичко и мислам дека музичкото средно е некако како фабрика за произведување на квалитетни музичари, пејачи, не само во Македонија, туку општо низ целиот свет. Публиката тоа го знае за музичкото Битола и нека продолжи само со работа и да има вакви убави јубилеи. Сега би сакала да те навратам неколку години наназад, како се сеќаваш ти токму на средношколските денови, кога беше дел од музичкото училиште токму тука во Битола? Се сеќавам како да беше вчера, искрено. Јас бев единствениот кој што дојде од Кичево да учи средно музичко. Првично бев дојден пред се да бидам инструменталец на хармоника, но мислам дека поради тоа што немаше доволно кадар за такво нешто, се преориентирав на теоретски. Имаше моменти кога размислував да појдам на соло пење, но мислам дека со теоретскиот одсек научив некои други области кои што мене ми беа непознати, со тек на време што ги засакав. Првично тука во Битола морав да ги запознам прво градот, па нови познанства, не само од Битола, туку и од Прилеп и многу други градови. Мислам дека едно убаво животно искуство, убави 4 години. Најпознатата македонска пејачка Каролина Гочева настапи во придружба на групата Фонтана, чии членови исто така беа ученици во Државното музичко училиште во Битола.
Генерално средношколските денови скоро ке секој човек важа за едни од најубавите и некако по природа најповеќе моменти памтам од тој период. После тоа, како поминува времето, се помалку памтам, а меѓутоа од тој период и те како убави спомени имам. Значи, всушност, од таму го започнав моето музичко образование на теоретски одсек, свирев и виолончело. Во тој период почнав и композиција да изучувам. Едно преубаво искуство, една основа која ми даде добар правец во животот понатаму, што се однесува до мојата професија, се разбира. Вечерва видов многу колеги, многу другари школски, кои одамна не сум ги видел. Иако на 5 години, да кажем, правиме некој генерацијски, меѓутоа оваа година имаше доста ученици кои поминале во школото, така да мило ми е и се надевам и посакувам да стане ова вака традиција, не на некој јубилеј поголем, него секоја година да го правиме. Бевме сведоци на еден навистина голем настан. Славевме 70 години од постоењето на една институција која што е многу значајна во нашата држава. Музичкото училиште од Битола остави во овие 70 години многу, навистина многу во што значи музички квалитет, кој што се представува не само во нашата држава, туку се представува насекаде низ светот. Многу ми е мило што бев дел од таа институција 11 години како ученик и во основното и во средното образование. Си поминав прекрасни години. Мојата личност музичка се оформи таму. Многу ми е драго што имав чест да соработувам со навистина многу еминентни имиња од музичката педагогија. Навистина стекнавме знаење, не само на стручно знаење, туку ја стекнавме основната музичка култура, основниот начин на однесување. Се надевам дека достојно го представуваме тоа и достојно ќе го представуваме и понатаму. Нормално како педагошки работник сега, достојно со лице сето она што го стекнав во рамките на моето образование, поготово во Средното музичко училиште во Битола, дека ќе им го пренесам на помладите генерации достојно онака како што треба. После концертот следуваше и средба на генерации, а од Државното музичко училиште во Битола најавија дека 70 годишниот јубилеј од основањето на училиштето ќе се слави во текот на целата година со низа активности. Јас сум многу среќен заради тоа што ја гледам среќата меѓу колегите и сите оние кои задове учествува во тој концерт. Беше напорно и мачно, но маката преминува во среќа кога крајот е добар. Реакцијата на публиката, воопшто на сите оние кои ги сретнав и прилика да ми честитат за успешноста на концертот, укажува на тоа само по себе дека сиот тој проект беше доста успешен. Не чини особено радосни нас од музичко училиште, што бараат и понатаму од нас такви настани. Во секој случај ние сме способни да ги организираме и да покажеме на нашата публика и понатаму некакви грандиозни дела, како што беше баш ова дело што се нафативме да го изvedеме.
На крајот од оваа прошетка низ историјата на музичкото училиште, уште да кажеме дека традицијата на успеси и признанија продолжува и денеска, со учество на многу државни и меѓународни надпревари. Голем е бројот на признанијата што ги имаат освоено нивните ученици во Македонија, како и низ европските градови, односно вклучени се во Европскиот оркестар на млади музичари. Редовно настапуваат на концерти со Македонската филхармонија, како и многу други оркестри. Секако најмногу на државните надпревари што ние се ги организираме, а секако пошто сега споменуваме 70 години, да не заборавиме дека бевме дел од Југославија, од социјалистичката Југославија, и уште во рамките на тие надпревари кои ги организираја на сојузно ниво, нашите ученици постигнуваат големи успеси. Денес се трудиме да одиме и надвор од Македонија. Најчесто тоа се оди во соседните, блиските држави, каде што имаме доста успеси. Не можеме да ги преброиме, не можам во моментот да кажам точно какви све награди се земвале, но секогаш се враќаат со квалитетни награди, заради тоа што вредно работат нашите наставници, вредно работат нашите ученици. Музиката е проблематична, тешко се совладува, таа е една од ценетите уметности меѓу уметностите, нели? Најабстрактна од сите уметности и секако дека бара многу време, многу труд за да се постигнат такви резултати. Денес во Државното музичко училиште во Битола се едуцираат ученици во повеќе насоки, односно музичка теорија, пијано, дувачки инструменти, ударни инструменти и соло пеење. За значењето на училиштето во анимирањето на градот Битола и на државата зборува и 4-то ноемвриската награда која на училиштето му ја додели градот Битола.